Утре се одбележува празникот на светата великомаченичка Варвара, еден од значајните зимски празници во народната традиција. Според верувањето, токму на овој ден, денот почнува да се вари, односно постепено да се зголемува, иако тоа се уште не е видливо со голо око. Во македонската народна традиција празникот е поврзан со варење пченка, обичај што символично го представува зголемувањето на денот, плодноста и надежта за нов почеток. Варената пченка се дели со најблиските и со соседите како желба за здравје, берикет и заштита од болести. Но која била Света Варвара? Света Варвара живеела во 3 век во Никомидија, денешна Мала Азија, ќерка на богат и строг паганин по име Диоскор, која чувала затворена во кула поради нејзината убавина и мудрост. И покрај тоа, Варвара тајно се запознала со христијанската вера и се крстила. Светата Варвара, исполнета со пламена љубов кон Бога, се вратила во кулата, каде што наредила да се отвори уште еден прозорец, да бидат 3 значења, имајќи го значењето на Света Тројца. Со прстот врежала крст над зидот, а тој крст се врежал во каменот како да е со железо кован. Од незините стапки извирала вода која многу луѓе излекувала. Кога татко и се вратил и разбрал за незината христољубива вера, ја дал на жестоко мачење кај маченикот Мартијан. Дури тој жестоко ја гонел, па така Варвара, бегајќи од незиниот татко, дошла до една карпа која се отворила и ја сокрила младата Варвара. По извесно време, кога излегла од пештерата, татко и продолжил да ја прогонува, ја фатил и ја дал на жестоки маки. Маченикот Мартијан, мачејќи ја неа, ја фрлил во затвор и тогаш и се јавил сам Господ Исус Христос со светите архангели и исцелиле. Во тоа време некоја жена Јулијана, која го видела сето тоа и таа посакала да настрада маченички ради Христа и ја исповедала верата. Маркијан и Диоскор, утредента која виделе Варвара исцелена, продолжиле со жестоките маки и така незиниот татко ја обезглавил, а Јулијана пак била обезглавена од мачителите, од војниците. После сето ова удрил гром во куќата на Диоскор, па така и тој починал заедно со мачителот Маркијан. Моштите на Света Варвара се чуваат во Киев и ден денес таа прави безброј чудеса и се јавува на луѓето, некогаш и сама, но некогаш и во присуство на Пресвета Богородица.